Добро утро, Македонијо. Јас сум Кико, првиот компјутерски глас што го користат слепите луѓе, луѓето што не можат да зборуваат, луѓе со дислексија, но и други луѓе што сакаат друг да им ги чита текстовите. Мене ме нарекоа аудиочитач затоа што најчесто работам на читање различни текстови, вести, пораки или постови на социјалните мрежи, но можам да читам и цели учебници и книги од илјадници страници без да почувствувам умор. Едноставно, се додека компјутерот има струја, јас можам да читам. Сега, ве поздравувам сите што сте во моментов пред малите екрани и ви посакувам се најдобро. Ако ви се допаѓа како звучам, отидете на веб страницата www.louderpages.org/Kiko и преземете ме бесплатно за вас или за некој ваш кому би можел да му бидам од корист. И токму вака звучи првиот аудиочитач за лицата со оштетен вид Кико, за кој што малку спомнавме со нашиот соговорник минатата недела, бидејќи ни гостуваше на поинаква тема. Денеска на долго и на широко со Кристијан Лазарев гостим во студиото 3 на македонската телевизија, дел од креативната двојка која што го создаде Кико. Кристијан, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија. Добро утро, ви благодарам за повторената покана. Пред да кажеме нешто повеќе за Кико, првиот аудиочитач на македонски јазик, кој што всушност им овозможува на лицата со оштетен вид пишаниот текст да го слушнат во гласовна форма, сакам да дадеме еден своевиден вовед за тоа што ве поттикна всушност да дојдете до приказната наречена Кико. Имате 26 години, завршивте студии на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици при Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Неколку години работите како проектен асистент во Сдруженијето Отворите ги прозорците и како лице со оштетен вид низ годиниве исправен пред многу животни предизвици. Со првото прашање ве навраќам години наназад, во детството, кога за прв пат зачекоривте во образовниот систем, каде што практично било кое лице со попречености го чувствува првиот вид на дискриминација. Како беше да се живее во нашето општество, развива и расте како лице со оштетен вид? Да, ова е убаво прашање. Јас не би рекол дека ние се соочуваме најдиректно со дискриминација, барем не во таква смисла, туку се соочуваме со состојбата да се живее како различен човек. Повеќе би сакал така да го наречам тоа. Затоа што нашето општество е конструирано за мнозинството, направено е се да функционира перфектно, идеално за најголемиот број луѓе, што се во случај луѓе без попреченост. И сега, во последниве неколку децении, човештвото, откако заврши со сите тие војни, делења на богатството на светот, одлучи да даде шанса и на тие што се помалку моќни или во состојба да придонесуваат во општеството, тоест на нас луѓето со попреченост, одлучи да ни даде шанса. И тоа е еден поголем процес што ние го нарекуваме процес на инклузија или на вклучување, интегрирање заедно со останатите луѓе, да учествуваме во сите тие текови. И тоа е нешто што ќе си трае во следните децении. Дел од некои поразвиени земји во Западна Европа и во Америка имаат направено голем прогрес и ние гледаме од нив како го направиле тоа, ги следиме. Меѓутоа имаме уште многу работа што треба да ја завршиме во однос на прашањето, да се навратам на него. Во Македонија не беше толку лесно во самото образование, меѓутоа не е толку лесно и за дружење, не е толку лесно и за социјализација, за примање на некои информации како дете, како тинејџер, како адолесцент. Многу работи што на некој начин се достапни за соучениците, за пријателите, за другарите на таа возраст, не биле достапни за мене, а со тоа не биле достапни за други деца или млади со попреченост. И тоа е нешто што е сериозна пречка за овие млади луѓе со попреченост да се развијат во возрастни луѓе што ќе придонесуваат успешно во општеството. И оваа алатка што ние успеавме да креираме последниве 11 месеци, односно веќе се 2 алатки од завчера, нели имавме промоција и на храна,
ист аудио читач за албански јазик. Значи, со овие две алатки, на некој начин, ние направивме мало чекорче кон таа интеграција или инклузија на овие лица заедно со мнозинството. На некој начин мораме да направиме алатки, мораме да направиме ресурси, мораме да направиме средства со кои што ќе се соединат едноставно овие две групи, општествени групи. Така, мора да споменеме дека ваква алатка во светот години и години наназад веќе функционира, што значи им се нуди можност на лицата со оштетен вид да функционираат колку толку нормално во општеството. Но она што е пофасцинантно е што вие, заедно со вашиот партнер Ертай во Приказнава, не одлучивте да ги земете работите во своји раце и да го креирате првиот дигитален читач. И сега она што мене ме интересира. Како почна приказната? Кога почна приказната? Пред какви препреки тука бевте исправени креирајќи го дигиталниот читач? Да. Има, можеби да кажеме, две приказни. Една пократка сумирање, една подолга. Јас ќе се обидам подолгата да ја сумирам. Ајде. Во интерес на времето. Значи, не е ова идеја нешто што ние, јас и Ертай, како колеги сме го измислиле, сме го иновирале, не е ова нешто непостоечко. Како што спомнавте и вие, постојат вакви аудиочитачи во цел свет. За развиените јазици постојат и по 10, по 20, по 30 гласа вакви. Не е како кај нас само што постои Кико, туку те имаат можност за повеќе машки гласови, повеќе женски, детски гласови, роботски. Какви сакаат такви да ги користат на своите компјутери и телефони. И ние практично на некој начин од нив тоа го согледавме како одлична алатка за интеграција во општеството. И не само ние, туку и тие пред нас што се луѓе со оштетен вид, веќе неколку генерации, можам да кажам, 20 години се обидуваат во држава да направат аудиочитач. Кико беше 4 или 5 официјален обид за да се направи таков аудиочитач. И за среќа беше успешен обид. Претходните беа полууспешни или не целосно успешни, зависно кој до каде можел да го направи. Меѓутоа, од сите тие претходни обиди, јас и Ертай лани кога ја правевме техничката спецификација, успеавме да извлечеме една поука и сите тие нивни грешки да ги преточиме во наши јаки страни за по речиси година да имаме два читачи и на македонски и на албански јазик, што се функционални и сигурни сме дека ќе бидат функционални затоа што преку техничката спецификација успеавме да обезбедиме одржливост на овие софтвери до 2026 година, најмалку. За гледачите кои што ги заинтересиравме, рете да споменеме дека апликацијата е бесплатна, достапна на мобилна и десктоп верзија, на македонски и албански јазик. И меѓу другото, покрај лицата со оштетен вид, може да ја користат и лицата со потешкоти во учењето, со дислексија, кои што генерално информациите најлесно ги разбираат во говорна форма. Како функционира апликацијата, како се користи? Пред да им покажеме уште еднаш преку видео и аудио материјал како звучи. Да. Важно е да споменам, во самата најава нели ја имаше страницата каде што може да се преземе гласот Кико, тоа е louderpages.org/Kiko и за Hana louderpages.org/Hana. Тоа е најофицијалното место каде што може да се преземе самата апликација. Понатаму на nssrm.org.mk со колегата Ерте имаме напишано веќе неколку упатства како да се инсталира степ бај степ, чекор по чекор, нели? Затоа што е малку специфична инсталацијата, не е само download, install и користи. Има една ситница што за напредни корисници на читач на екран е јасна, меѓутоа за повеќето луѓе верувам дека не е јасно. Тоа е тоа што Kiko и Hana се секундарни софтвери. Значи, ние користиме NVDA или JAWS или некој друг веќе постоечки читач за екран, кои што се развиени од други држави.
И НВДА е веќе преведен на македонски јазик, значи целиот интерфејс е преведен на македонски јазик, така што откако ќе се преземе гласот, се инсталира по компјутерот или во телефонот и потоа се интегрира заедно да функционира со самиот софтвер НВДА. Ако не се интегрираат, тој нема да работи, вие никада нема да го слушнете. И тоа е на постапка што ако не можат сами да ја направат, јас можам да ја понудам нашата помош како организација, како Отворете ги прозорците, можат таму да ме најдат, да дојдат и да го инсталираме заеднички и да ги обучиме тие што сакаат да го користат. Така, кога се договаравме за денешното гостување, вие ми споменавте, Кристина, сакам да им покажаме всушност на гледачите како тоа звучи, бидејќи многу е поубаво и полесно кога ќе видат дека производот функционира. Пред малку гледачите имаме можност да видат на екраните неколку пишани пораки. Всушност станува збор за цитати од романот кој е прогласен за најдобар на 20-тиот век, Малиот принц. Токму тие се одлучив јас да му ги пратам на Кристијан, а тој да ми ги произведе во аудио форма. Би сакала режија, доколку се подготвени, да ги слушнеме и аудио, а потоа ќе ги прокоментираме чисто колку да видите како функционира аудио читачот. Израсните ги сакаат броевите. Кога ќе им кажеш дека си сретнал нов пријател, никогаш не прашуваат ништо важно, како му звучи гласот, кои игри ги сака, наместо тоа прашуваат колку години има, колку е тежок, колку неговиот татко заработува, и само од тие бројки мислат дека знаат нешто за него. Луѓето во возовите спијат или зеваат. Само децата го притискаат носот покрај стаклото на прозорот, само децата знаат во што гледаат. Луѓето купуваат работи кои ги чекаат готови во продавници, но никаде не постои продавница во која можеш да купиш пријателство. Многу е потешко да судиш на самиот себе си отколку на другите. Ако успеете да бидете добри во тоа, значи дека сте вистински мудрец. Токму вака звучи Кико. Кога бе прашав пред почетокот на разговорот, Кристијан, колку вие користите апликацијата, вие ми одговоривте 15 часа дневно сигурно. Буквално. Тоа значи дека ви овозможува апсолутно полесен и посамостоен живот? Да, овозможува најпрвен кога ќе станам да го исклучам алармот на телефонот, па додека си имам завите да си пуштам нешто на YouTube, некоја песна или некој видео, што сакам да го правам обично. Кога сум на работа, потоа го користам за да пишувам, за да читам мејлови, документи, да работам, да комуницирам со колегите. Откако ќе се вратам, да прочитам нешто што се случило низ светот, затоа што повеќе читам портали отколку што гледам телевизија во некој случај, така помалку време трошам можеби, и така навечер може да слушнам некоја аудио книга со читачот, така што повеќе некојаш од 15 сати, некојаш помалку. Меѓутоа, за многу работи што се користат, буквално Кико го заменува екранот. Кај слепите луѓе, јас во моментов него земам в телефонот со мене остана во јакната, меѓутоа телефонот кај мене екранот е исклучен и е целосно темен, за да ја заштити батеријата, затоа што немам потреба од него. Целиот излез на информација од телефонот доаѓа преку звучникот, преку слушалките. И Кико е фактички за мене на некој начин екран. Доказ дека кога ќе почнете активно да го користите, станува составен дел од животот и многу лесно функционирате, е тоа дека јас кога ви праќам барем мејл, го гледате и за 2 минути ми одговарате и велите да го прочита се, ворите ве сега ќе ви вратам, што мене ми е фасцинантно со која брзина функционирате. Тоа значи дека и заштедува време и го олеснува од друга страна многу животот. Кои се идеите за периодот кој што следува? Како би се унапредувал Кико, Еве и Хана? Како би сакале да ги видите апликациите за 2 години од сега? Во кој сегмент најмногу им треба унапредување? Да, тие сигурно ќе добиваат апдети. Веќе разговараме со Louder Pages. Јас им испратив, волонтерски ми испратив некои акцентски бази. И тие акцентски бази, откако ќе бидат внесени, многу повеќе ќе се подобри правилниот акцент или нагласок на зборовите, на речениците со Кико. Затоа што во моментов тој главно го знае правилото, секој македонски збор се акцентира на третиот слог од крајот на зборот и има мала база на акцентски исклучоци. Сега ние таа база ја дополнуваме со тоа што
тој ќе стане на некој начин поприроден во однос на акцентот. Инаку, веќе разговараме и размислуваме за креација на втор, па можеби и на трет глас ваков. Во прв план е женски глас. Еден од тие обиди е во тек. Со Фейт имаме соработка преку УНИЦЕФ. Правиме некои напори за да направиме женски глас, што би звучало исто природно како Кико. Тоа е во тек. Можно е некоја првична верзија да имаме веќе во февруари или март. Дополнително со компанијата Louder Pages исто така преговараме за втор женски глас, тоест втор глас прв женски. Така што сакаме да им дадеме на корисниците една можност да изберат за некој полесно или побаво звучи тоа да го чита некој подлабок машки глас, за некој женски глас. Сакаме да имаат можност да изберат, тоа е по принципот на универзален дизајн. И сакаме луѓето сепак да имаат избор, да не биде тоа една алатка за сите. Кристијан, ви благодарам за денешното гостување во утринската програма. Честитам за храброста да се заземете за подобро општество и подобро утре, не само за вас, туку и за генерациите кои што доаѓаат. Унапредувањето на апликацијата секако ќе го следиме и ме радува што во периодот кој што следува ќе имаме повод за повторни следни средби. Се надевам. Ви благодарам на поканата уште еднаш и ги поздравам гледачите и им го честитам денешниот празник. Задоволството е наше. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Кристијан Лазарев, дел од креативниот тим кој што ги создаде двете апликации Кико и Хана, кои што се достапни, можете да ги превземете и користите доколку имате потешкоти во нивното функционирање. Спомена Кристијан, можете да му се обратите на него, дали преку Facebook, дали во Сдруженијето Отворете ги прозорците, достапни, отворени за комуникација и соработка.